Животот и делото на Кирил и Методи. Свети Кирил и Методи се македонски браќа од Солун кои станале мисионери на христијанството. Преку нивната работа тие влијаеле врз културниот развој на сите словени. Поради тоа ја добиле титулата апостоли на словените. Браќата ја создале глаголицата која се користела за пишување на многу книжевни дела. Во куќата на Лав и Марија се родиле 7 деца, од кои што бил роден и Кирил. Бидејќи потекнувал од богато семејство, успел да добие големо образование. Се запишал во Магнаурска школа, каде што достигнал многу успеси. Подоцна станал наставник по филозофија во школата. Константин, односно Кирил, бил значен библиотекар при црквата Свети Софија. Постариот брат на Кирил, Методи, како офицер поминал 10 години меѓу македонските словени. Тој, бидејќи бил вешт во воените работи, бил назначен за управник на Словенското княжевство. Потоа решил да се посвети на духовниот живот и станал монах. Со двајца попови го превел Светото писмо од грчки на словенски јазик, како и други богослужбени книги за 6 месеци. Делото на Свети Кирил и Методи. Како високо образовани и талентирани личности, на Кирил и Методи ќе им бидат доделувани многу тешки и одговорни задачи од страна на византискиот двор. Најпрво биле испратени во мисија кај арапите во Багдад, која како и другите мисии представувале дел од политичката програма на Византија, чија цел е да ги христијанизираат арапите, хазарите и други народи. Кирил и Методи биле испратени меѓу хазарите од страна на хазарскиот цар Каган да го шират христијанството. По овие две мисии, браќата се вратиле во Цариград, каде што создале азбука од 38 букви. На повик од царот Ростислав, Кирил и Методи отиднале во Моравија со група на ученици и ја распространија православната вера. Подоцна на повик од папата заминале во Рим, каде што Кирил се разболел и умрел на 14 февруари 869 година. По смртта на Кирил, Методи продолжил сам да се бори за словенската писменост и вера. Иако имал многу противници, не се откажал од својата мисија. Методи потоа се упокоил во Господа на 6 април 885 година. По смртта на двата брача, нивните ученици, начело со Свети Климент Охридски, пристигнаа во Белград, тогаш во Бугарија. Климент бил испратен во Кутмичаевица. Охрид продолжил да работи меѓу словените на истото дело што браќата го започнаа на север. Свети Кирил и Методи оставиле големо духовно и културно наследство и за секогаш ќе останат символ на словенската писменост и просвета. Денес ќе ве поведеме на патување низ нашата традиција. Бувчанското оро не е само игра. Тоа е приказна што се пренесува од генерација на генерација. Во секој чекор има радост, во секој ритам има сила, а во секое движење има сплотеност. Ова оро е наш начин да кажеме: ние сме тука, заедно со срце и душа. Бувчанското оро е женско оро од битолскиот крај, познато по својата елеганција и умерен ритам што постепено се забрзува. Се игра со мирни брановидни движења, а игрорките се држат за раце, символ на заедништво и хармонија. Заедно со нашите наставнички се потрудуваме да го доловиме сето тоа: ритамот, емоцијата и духот на ова оро. Ајде да го почувствуваме духот на нашите предци и да го оживееме бувчанското оро.
Свети Кирил и Методи. Светлина низ темнина носеле, со нови букви нов свет отвориле, со знаења и со добра мисла многу срца тие освоиле. Не носеле меч ниту сила, туку книга, мудрост и надеж. Со букви ни донесоа светлина мила, што на нашиот народ му даде сила. Нивното дело низ векови ќе свети, за секое дете пат да осветли. Нивното дело светло ќе сјае и во срцата наши вечно ќе трае. Кирил и Методи, пред многу векови, пред многу лета, тргнале тие на мисија света, со добра мисла и со збор благ да носат светлина каде владеел мрак. Народ да описметен, измачен беден, но за ука и знаење жеден. Народ кој сакал сам да крои, да чита и пишува на јазикот свој. Со верба во Бога, носечи тешко бреме, го посеале тие своето семе. Словенските браќа, учители вредни, направиле азбука за поколенија следни. Поелегантното и достоинствено бувчанско оро, време е да ја почитуваме живоста и веселбата на едно од најпознатите македонски ора – пајдушкото. Ова оро има корени во различни краишта на Македонија и е препознатливо по својот уникатен ритам, педосмински такт, кој веднаш внесува динамика и возбуда. Пајдушкото оро е оро на радост, со енергични чекори, скокови и живи движења, што ја креват атмосферата и ги поврзуваат играрците во заедничка веселба. Се игра на собири, свадби и празници, како символ на заедништво, сила и народна веселост. Неговата популарност го направила дел од секојдневниот живот и културната ризница на нашиот народ. Со секој чекор сакаме да ви ја пренесеме македонската веселба, да ве поведеме во ритмот што не обединува.
Кирил и Методи. Кирил и Методи, учители драги наши, секој ги сака и учи азбуките ваши. Со мерак пишуваме песни за вас, тоа воопшто не е тешко за нас. Со песна да го прославиме овој празник ваш, затоа што заслужувате повеќе од нас. И ние празник денес славиме и од срце ви благодариме. Нашите просветители. Солунските браќа Свети Кирил и Методи, македонци по род, апостоли на славените стана. На љубава азбука за нас создадоа глаголица име и дадоа. Мисија голема сторија, а со тоа испишаа историја. На нашите просветители, патрони на Европа, празник денес им славиме и од срце и благодариме. Со Бувчанското оро ја оживеавме елеганцијата и достоинството на нашата традиција. Со појдушкото ја внесовме радоста и живоста што го крена духот на природната веселба. Сега е време да ја почувствуваме убавината на едно од непознатите македонски ора – правото оро. Ова е оро единствено по форма, но величествено по значење. Сега се игра во права линија со чекори што се повторуваат и создаваат чувство на стабилност и сила. Правото оро е символ на заедништво. Секој играч е дел од една целина, поврзан со другите преку ритамот и песната. Особено е значајно кога се игра на песната Македонско девојче, која е една од најпознатите и најомилените македонски народни песни. Таа песна ја носи гордоста, убавината и духот на македонската девојка, а со правото оро се претвора во свечен момент што ја обединува публиката и играрците. Со секој чекор сакаме да ја пренесеме љубовта кон нашата традиција и да ја оживееме песната Македонско девојче, преку правото оро во ритмот на 7/8 такт.